кој е против отровот за лажните учења. Многу важна, би рекол, глава, како што реков, може да има нешто многу важно само кога сето останато е важно. Ќе започнам со еден пример. Ќе започнам ќе дадам 4 мои размислувања. Да ги слушнете тие 4 размислувања, што во првиот момент, што ќе помислите за овие 4, би рекол, нешта. Како прво можем да кажам дека овде кај нас во Македонија, ние како македонци имаме некакво благородничко потекло. Како една констатација моја. Како второ нешто би рекол дека фудбалскиот клуб Вардар не само што е скопски еден од постарите фудбалски клубови, меѓутоа станува еден од најдобрите фудбалски клубови во Европа. Исто така можам да ви кажам дека секое утро велат последните научни истражувања околу миењето на зъбите дека сето тоа воопшто не е ни потребно да се прави, бидејќи со самото чистење на зъбите и со најразлични медикаменти само ја сигнуваме заштитата на зъбот. Не знам како сето ова ви звучи, некој се смее, некој подигнува раменици, меѓутоа едно заедничко на овие констатации е дека се чисти измислица и дека се чиста лага, со еден збор. Но имам уште да речам 3-4 размислувања. И би отпочнал со овој втор дел, да речам, од овие мои размислувања, и би рекол дека ние луѓето имаме право да си веруваме во тоа што ние сакаме да си веруваме. И ја мислам дека тоа е легитимно право на секој еден од нас. Второто нешто би рекол дека нема некоја голема разлика во однос на оние кои што веруваат на најразличните, би рекол, религиозни групи, бидејќи на крајот од краиштата ние само имаме различни имиња на Богот во кој што веруваме. Иначе Бог е еден кој има различни имиња. На крајот од краиштата можам да кажам исто, после смртта кој може да знае што точно се случува. Не знам како ги примате овие мои констатации, би рекол. Како ви звучат овие констатации? Нема реакција дека се невистинити многу. Барем од тоа што гледам. И овие констатации се чиста лага, сите што ги кажав. Меѓутоа, може би реакцијата ваша е таква, бидејќи се многу популарни. Овие констатации се многу актуелни во денешното живење, дека секој може да си верува во она што сака. Сите богови имаат најразлични имиња, меѓутоа еден е Бог. Нема ништо од сето ова вистина. Јас овие 16 стиха кои што ги прочита Лиде, ги подели во 2 дела, од 1 до 5 стих и од 6 до 16. Првите 5 стиха ќе говорам за предупредувањата, да видиме од каде тоа словото не предупредува, како тоа да се пазиме од лажните учења. Од каде тие лажни учења воопшто произлегуваат? Од каде тие лажни учења и каква е нивната цел? И мислам дека може би се само 5 стиха, верувам дека ќе зборувам многу повеќе за овие атрибути на лажните учења, отколку за вториот дел, би рекол поголемиот, за 10 стиха, каде што велам да го најдеме против отровот. Кој е против отровот? Која е вакцината за нас како христијани против лажните учења? Првиот стих започнува, Лиде го прочита, вели дека Духот ја говори вистината.
и дека во последните времења ќе се појават лажни учители, и тоа лажни учители кои што ќе имаат прегорена совест и ќе говорат само лаги. Интересното е, сакам да се задржам на два сегмента. Кој е духот кој што говори? Кој е тој дух кој што е вистинит? Кој е тој дух кој што зборува вистина? Дали е тоа духот на апостол Павле? Дали е тоа духот кој што е вдахновил сета оваа, би рекол, вистина во Светото Писмо? Духот е еден и духот ја говори секој пат вистината. Во последните времења е многу интересен збор и би сакал да се задржам и да обрнам повеќе внимание од причина, би рекол, има две разбирања. Едното е од либералната струја во христијанството, кое последните времења ги видов неколкуте преводи наши, секаде станува збор за последните времења, и последните времења се последните времења пред Христовото второ доваѓање. Или поточно кога ќе отпочнат големите маки, тогаш ќе отпочнат последните времења. Меѓутоа, кога ќе се види во оригиналот овој збор, затоа реков е многу интересен, би сакал да го запомните, бидејќи станува збор за временски периоди. Станува збор, како што јас велам за машките часови, дека од сезона во сезона имаме најразлични теми. Или оваа сезона мажите се обучуваме во определена насока или имаме некаква определена цел. Овде станува збор, ќе го објаснам, овој збор да го разберете, дека низ целата историја се повторуваат сезони. И овие сезони ќе трајат се до последното доваѓање на Исус Христос или до второто Христово доваѓање. Како што една календарска година има 4 сезони, еден мој професор велеше по старозаветно богословие, вие во Македонија сте благословени, бидејќи благословото што може да имате 4 годишни времења, да имате 4 сезони, и насладувајте се, бидејќи не знаете што значи да се живее само во лето или да се живее само во зима. Ова зборче означува токму тоа. Апостол Павле, имајте предвид дека станува збор и говориме за први век, кога ова го пишува. Овие сезони би рекол, во христијанската историја си се повторуваат. Имало сезони низ целата христијанска историја, кога имало сезони на војни, имало сезони на мир, имало сезони на некоја тензична, би рекол, ситуација. Оваа сезона мене ми наликува на нашата сезона овдека во Македонија. Имало сезони кога имало голем умствен пробив во општата историја, во географијата, во многу технички достигнувања во целата христијанска историја. Овдека станува збор токму за такви периоди. Ова само го подкрепува она што го говоревме минатите проповеди, дека лажните учители и лажното учење си има сезони како од кога се појавило од први век, го има и денеска, и ќе го има, дури можеби ќе се зголеми во периодот на второто Христово доваѓање. Јас со моите години можам да ве подсетам и да ви кажам што јас се сеќавам, да речем, што е свежо на вакви и слични, би рекол, сезони. На крајот на 19-тиот век се појавија Јеховините сведоци. Јеховините сведоци и денеска и тогаш говорат дека се христијани. Меѓутоа имаат изопачено, би рекол, изопачена теологија. Самите тие. Без разлика што се нарекуваат христијани. Тоа е само еден
еден временски период. Тоа е само еден дел кога се појавиле во Америка. И ги има до ден денеска со нивните учења. А ако видиме во 60-тите години, може да ви кажам, не знам колку од вас слушнале за Мун и за еден наплив по црквите од Кореја и за еден наплив по телевизиите. Малку сосема подоцна се појавија млади момци и девојки, би рекол, со бричени глави, кои одат со долги престилки, ги имаше по најразлични места, ги имаше кај нас пред стоковна куќа тогаш на Илинден, ги имаше по аеродромите, и пеева песничка Харе, 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 Харе Кришна. И тие се исто така луѓе кои претендираат и говорат за некакви вистини. Не така многу подоцна и после нив се појавија ксеантолозите. Тоа ако земете да ги изучувате и да видите што всушност која е нивната доктрина, ќе се запрепастите што тоа они изучуваат. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека ова што го говори апостол Павле е проткаено низ целата христијанска историја. Јас земав дека последниве 7-8 години има едно момче Константин Кајшаров. Па и тоа момче го нарекува дури дека е пастор, ги собира луѓето и им говори за некаков Христос, им говори на луѓето за некаква љубов. Меѓутоа, суштината, ако земете да видите сивито, јас се занимавав малку, бидејќи е наш тукашен, и гледам дека многу луѓе се измамени и многу луѓе се излажани и одат таму. Има луѓе кои, фала на Господ, не го наоѓаат тоа што го бараат. Многу е лесно да ги манипулирате луѓето, бидејќи секој еден од нас има некаква мака. Секој еден од нас тежне е за да си ја реши таа некаква мака. Учел во Бугарија. И се е легитимно, бидејќи има отворено некаков си центар за рехабилитација и сега магистрира клиничка психологија. И тоа си е се легитимно, бидејќи тоа што го учел и тоа што го магистрира си е компатибилно. И преведено на нашки јазик, тоа момче завршило и може да работи ова што и магистрира и претходно што учел, може да помага најповеќе во спортот. Сите оние луѓе кои што имаат спортски повреди, треба да дојдат на една ваква кинезотерапија се вели, или магистратурата му е во областа на клиничката психологија. Ако земете да слушате и што е заедничко на сите овие луѓе, би ги нарекол, интересното е што сите во своите говори го вметнуваат Христос. Сите во своите пораки, како што реков, говорат за Христос. Меѓутоа, кај сите па, како што вели апостол Павле, овие зли водачи од кога, од каде ја црпа таа нивна енергија. Ова момче дури овдека има на интернет како многумина, има таква моќ и сила, ги лекува и ги бута луѓето. Ама како што сите што ги бутаат луѓето, нели има едно прашање од каде таа енергија за да може да многу е важно од кого доаѓа енергија. Многу е важно да разбереме дека во целото слово, секој пат кога Христос паѓава луѓето пред Христос, паѓава на лице. Никој пат не паѓава на грб. Многу е важно да знаете дека секој пат кога говорат ваквите лажни учители, кога говорат лажни учења, никој пат не се доаргументираат до крај.
толку се контрадикторни и толку се конфузни. Во неговите говори дека Христос е љубов и дека Христос сите ги љуби. Како што говори и сатаната. Сатаната ќе ви говори секој пат лага, полублага, илузија. Така и они. Неговите говори се дека оној кој што го примил Христос, оние кои што се Христови, тие мора да бидат здрави, а од друга страна, собирањата негови, па ги користи за да ги донесе во нивниот центар да им ги земе парите. Од друга работа, цело време се говори дека Христос е љубов. Нема ништо спорно во тоа дека Христос е љубов. Меѓутоа, такви повици, пак ќе речам, тоа е само еден дел. Христос, да, точно дека Христос е љубов. Но исто така треба да знаеме дека таа љубов поттикнува на нешто друго, поттикнува на некакво покаяние, поттикнува да се тргнеш од тој свет каде што си и каде што си под покровителство на злиот и да дојдеш од оваа страна. Има процедура како тоа нешто се прави. Љубовта Христова, како што говориме, е љубовта од тројството. Преголемата љубов, вели Словото, на Отецот го испрати својот син. Таа после велиме е возвратена љубов на синот кон Отецот и вели, нели, не да биде мојата волја, него да биде твојата волја. Ама тоа продолжува љубовта Христова, не дека завршила. Ама треба да знаеме дека второто Христово доваѓање нема да е со љубов. Второто Христово доваѓање ќе биде доваѓање за суд. Подготовката која што се прави сега, се прави подготовка за војна. Се прави подготовка за воен конфликт. И Христос во тој конфликт вели дека ќе ги пеплоса. И треба да имаме, ако имаме некаков почеток, треба да имаме некакви аргументи за сето тоа да можеме да го разбереме. Ќе завршам со овој прв дел. Има многу, како што реков, сезони во христијанската историја до ден денеска. И верувам дека ќе има, како што вели Словото, бидејќи Словото е вистинито, до второто Христово доваѓање. Многу поважно е, би рекол, што ние правиме како верни луѓе. Што ние правиме за да се заштитиме од овие лажни учења и од овие лажни учители. Како што реков, насловот на вечерашна моја беседа реков, кој е против отровот. И од 6 стих продолжува и вели апостол Павле до Тимотеј, како негово возљубено чедо, како негов возљубен соработник. Вели дека основната, во една реченица да речем, држи се до Словото, држи се до вистината. Не можеме никако поинаку да се заштитиме. Не можеме никако поинаку да застанеме или би рекол како може да ги препознаеме овие зли учители. Бидејќи апостол Павле вели во Солунците, нивната доктрина е ѓаволска доктрина. Бидејќи оној кој што беше највисок и најголем меѓу ангелите, падна. Причината која што падна беше бидејќи се застана наспроти Бог, поради што? Поради неговата волја и неговите цели. Која е нашата волја како христијани? Кои се нашите цели? Јас минатиот пат говорев во 3 глава за хиерархијата во црквата. Ги видовме функциите, какви се функции има во црквата. Што представува пасторот, што представува епископот, што се ѓаконите, што се другите луѓе. Заклучивме една работа, дека во Божите очи сите сме еднакви по важност, а имаме различни функции. Нема никој поголем. Не овдека се говори и денес е популарно, нели, лидери. Нема ништо во тој збор лошо. Меѓутоа да не го разбираме, вели апостол Павле, како што го разбираат
светските. Нели? Во светот да си лидер, значи да си деспот. Во светот да си лидер, значи да шефуваш. Овдека му вели на Тимотеј колку повеќе се храниш, колку повеќе јадеш од Словото Божјо, толку повеќе израснуваш со две цели. Првата цел е да го возвишиме Господ, да му ја оддадеме сета слава. Ама втората цел самиот Христос вели, ја дојдов за да ви слугувам на вас. Колку сакаш да бидеш поголем, толку треба да бидеш повеќе понизен. Сето она што го работиме, не бегам од одговорноста, дали е пасторот, дали заменик на пасторот, дали луѓето лидери кои што се на група за славење. Се што функционира во оваа црква. Единствената цел прва е да го прославиме Господ Исус Христос. Второто што го работиме за да бидеме слуги ваши, да си слугуваме едни на други. Од секој пат имало некакви би рекол овдека ги нарекува апостол Павле, тргни се од тие бабски приказни. И суштината на нештата е што овој свет има многу мамки со кои што не лаже би рекол. Меѓутоа од каде потекнуваат сите тие лаги? Он му вели остави го телото. Претходно збори дека треба да внимаваш што ќе јадеш, немој да се жениш, сега ќе тераме аскетски живот како што било тогаш популарно. Ама овдека говори остави ги тие, не дека се лоши. Јас овдека почнав да размислувам за телото, денеска стана многу популарно, има многу клубови, кај што е фитнес клубови, бодибилдинг клубови. Младите ги гледам дека се повеќе им е важно да го оформат своето тело. Кога ќе се вратам во моите тинејџерски денови, немаше такви клубови. Дури се сеќавам и кога ќе гледавме некакви филмови со Сталоне, Роки, нешто беше се така сурово, трчање по планина, па дига некој дрвја. Ние во тоа време, повозрастниците, ќе се сетат, масло за колите, улје, имаше во канти сини од ина, па ќе ги исечевме лимените канти, па ги полневме со бетон, па ќе ставевме на шипка, тоа беа некакви тегови. Денеска, кога ќе видам какви справи има, како луѓето ги обликуваат своите дела. И тука нема ништо спорно. Убаво е човек, нели, ние треба да се грижиме за нашите тела. Суштината, принципот е да ако дојде, што е поважно, вели овдека апостол Павле? Дали е поважно да го обликуваш духовното здравје или е поважно да го обликуваш телесното тело? На крајот на краиштата да бидам, нели, груп како и да имаш тело. И да затоа викам, има убави момци се набилдале, кој е правиот израз. Меѓутоа, тоа тело ќе нема ништо од тоа тело. Тоа тело ќе стане земја, пепел ќе стане. Идејата е да инвестираме во нешто каде што има вистински трајни вредности. Многу е поважно да се изградуваме и да го вежбаме нашето духовно тело. Многу е поважно да се оформуваме и да имаме некаков духовен, би рекол лик. Нема модерна, би рекол, сала за такви вежбања. Сите сали се околу наоколу облепени или ставено е во огледало. Многу е важно, кога вежбаш, да се гледаш дали правилно ги правиш вежбите. Нема ефект ако не се спроведуваат вежбите правилно. Затоа се тие огледала, затоа во секој еден момент кога вежбаш, да може да внимаваш и да се поправаш таму каде што грешиш. Застануваме ли, идејата ми е секојдневно пред духовното огледало? Имаме ли таква навика секојдневно
како што одиме и си ги обликуваме телата и се грижиме за нашите тела, почнувајќи од се, од една комплетна нега. Застануваме ли секојдневно пред духовното огледало и да видиме како го изградуваме тоа наше духовно тело? Има ли разлика од претходно? Напредуваме ли како што напредуваат и се гледаат во бицепси, во трицепси? Изградуваме ли таква еден христијански карактер, една христијанска култура? Апостол Павле вели, добивката е двојна во ваква една состојба. Бидејќи не само што самите себе се обучуваме, не само што самите стекнуваме една добра навика за да може да живееме еден навистина квалитетен христијански живот сега на оваа земја, него правиме подготовка за нешто многу поважно, правиме подготовка за вечниот живот. Многу луѓе предпоставувам, моја предпоставка е дека не ја разбираат вечност. Или не веруваме во вечност. Не можеме да веруваме во вечноста, не можеме да веруваме во еден вечен живот, а да имаме еден таков латентен однос, би рекол сега, моментално. Како да говориме бабски приказни. Не. Ние овде апостол Павле вика, обврзани сме, имаме обврска да ги кажуваме јасно работите. Многу погласни, многу појасни да бидеме кон лажните учители, кон лажното учење. Тоа мене ми е обврска. За тоа сум се заветувал. Сите ние, оној кој што го разбира покајанието, треба да подсетам дека влегува во заемни односи со Бог. Секој еден кој што се покајал треба да знае дека си потпишал договор, дека има две обврзувачки страни. Бог секој пат си ја исполнува неговиот дел од договорот, нашиот дел од договорот е како да не сме потпишале договор. Луѓето немат ни представа дека влегле во некакви заемни односи со Бог. И па се враќам бидејќи денешното, како овие што ги набројав, дојдите Бог е љубов. Да, Бог е љубов, ама што Бог ќе ме сака таков како што сум, никаков ли? Од таа страна. Има принципи. Целото слово е засновано на базата на принципи. Ете така луѓето ги залажуваат. И жално е за луѓето. Познавам луѓе како што го споменав човеков. Фала на Бог што се отргнале од таа страна. Отишле барајќи среќа. Отишле барајќи се чувствувале убаво. Па чувства да не се, христијанството не е чувство. Христијанството не е емоција. Сега ќе си играме со чувствата и со емоции. Нели? Може да направиме, нели? И така. Нели? Човек да си поигра со емоциите на луѓе. Кој ќе плаче, кој ќе биде возбуден, кој ќе биде радостен. Ама не е тоа верата, тоа не е никаков белег, никаков знак дека ти си станал верен и дека ти си станал Христос. Звучи може би грубо, звучи може би вулгарно, пак ќе кажам, меѓутоа не можете за вулгарни работи, не можете за лоши работи, како да реагирате, како да зборите, мирно да зборите. Јана кога беше малечка, сме викале, нели викаме, јас особено, како улав, ако видиш дека ќе падне или ќе чепне. Детето подрипнуе од страв се потресуе. Како да реагирам? Убаво, полека да дојдеш и да му кажеш додека го брцне прстот у струја. Поентата е иста. Не можеме поинаку да ги говориме сериозните работи. Не можеме поинаку и апостол Павле овдека токму тоа го прави. Во 12 стих апостол Павле, пак ќе кажам во оригиналот, се употребува воен термин, војна наредба, панче е тука. И не можеш другчие да реагираш, ете он е тука. Кога е узбуна, каква да биде узбуната? Со виолина? Не. Сега правам пародија. Меѓутоа, вистината е таа. Идејата ми е, сакам да
Така започнав ова веќе. Многу важна 4 глава. Многу важни се лажните учители. Многу важно е лажното учење. Се распространува малку по малку. Си остануваат тука на терен. Ги лажат луѓето. Нема никаква вистина нити од Христос, нема никаква вистина од Словото Божие, нема никаква вистина за доктрина. Никој ништо не збори. А всушност се најважните нешта. Ние скоро си говоревме. Кој рече? Тинче, мислам дека рече. Ние со тек на време така си се опуштаме. Не фаќа некоја летаргија. Супер ние нас овдека. Си доаѓаме недело у црква, пееме. И таму пеат песнички. Ако пуштите да видите шо прават, песнички, многу весело. Многу убаво на душата. Така со песна ќе си одат у пеколо. Да. Имаме слово. Кое што е вистината, кое е боговдахновено. Не одвојуваме, мислам, доволно време. Вообичаено луѓето, кои луѓе се излажени. Ние имаме една изрека, нели, велиме најлесно да излажеш дете. Зошто може да го излажеш? Бидејќи не знае, бидејќи не е обучено, бидејќи не е учено, бидејќи нема животно искуство. А излажи некој кој што е учен во својата сфера. Кажувај му бабски приказни и бајки. Не можеш да му кажуваш. Меѓутоа, се враќам и ќе завршам со тоа. Ние сме обврзани, ние сме се обврзале со нашето покаяние, ние сме подпишале документ дека додека сме живи на оваа земја, секојдневно ќе се обучуваме и ќе го изучуваме Божиото Слово. Од причина за да се менуваме. Од ден на ден да се променуваме. Од ден на ден да се осветуваме. Од ден на ден да стануваме по-различни од овој свет. Не можеме таму каде што ме нашол Христос во моментот на моето покаяние, во гревот, не можам да бидам истиот и после 1 година, и после 5 години, и после 10 години, да нема никаква промена, да си ги сакам истите нешта што сум си ги сакал додека сум бил во гревот, да ги слушам истите нешта кои што сум ги слушал додека сум бил во гревот, да се дружам со истите луѓе додека сум бил во гревот, да зборам за истите работи додека сум бил во гревот. Има некаков сериозен проблем со таквите луѓе. Луѓето кои што навистина се допрени, Христос им го допрел срцето, луѓето се менуваат за 180 степени. Се останува за нив. Не се случува во еден момент, меѓутоа ти ќе имаш желба и ќе сакаш да го изучуваш ова. Ти ќе сакаш да знаеш каков е тој, стално велам, во кого сум се одлучил да го следам. Каков е мојот Бог, каков е мојот Господар. Овде вели на почетокот ќе се навратам жигосана совест. Жигосана зборот е исто како што ги бележеле животните и како што ги бележеле робовите. Повеќе зборот означува дека ние сме бележени, или сме бележени од сатаната, или сме бележени од Бог. И не можеме да избегаме од тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам, ако сме се определиле да го чекориме Христовиот пат, треба да се обучуваме, треба да раснеме во спознавањето, така и отпочнав, не случајно сме дојдени овдека. Имаме наш урнек, дадено ни е како треба да се однесуваме. Бог да ве благослови, ви посакувам да имате благословена седмица и да го запомните ова, дека лажните учители и лажните учења не е само ги имало од први век, него ги има многу повише и денес и ќе си се зголемуваат. Основната работа, вакцината против лажните учители е Божјото Слово и заедништвото. Амин.